Швајцарија на дланка во Малешевска рамка е раскошот на македонскиот исток во кој не воведоа неговите наекспонирани домакини. Имаме чест да не угости Дина Муцунска, менаџерката на хотелот Манастир, која додека трае експедицијата со патронот на Берово, Благоја Механџиски бари, ги крчка убавините на автентичната трпеза, која е врвот на ова патување. И додека го редиме најубавиот мастрав од Беровската околија, во ред муабет и ред спомени со легендата на фармацевската фела, пресните состојки и даровите од природата се мастрафот во кулинарската алхемија на Манастир, чија тајна состојка е автохтониот малешевски вкус, оригинален, неповторлив и силен. Еден дел од природните ароми ги најавува ветрот, кој го бранува Беровското езеро, спремно да ја впие како слика пролетната рамка на вегетацијата која почнала да се буди. Долгнавесто и змијулесто, полно со енергетски набој, езерото ја чека сезоната да ја оживее неговата тишина, која ние ја отворивме со носталгија по убавите времиња. Следна станица е Русиново, родното село на Благој од родот Механџиски и генеза која упатува на сасите. Приказната продолжува, ама од архивот на сеќавањата на нашиот гостин. Тоа е старото село. Они тука што са били тој изгорен германците, дошле и го запалили селото. Тука е бил Груица, генералот со војската бил, а Апостолски се е повлачил, а Груица е требало одовде да го штити. И одовде код селото дишли да го напаѓаат германецот, а што ми со ловџиски пушки и со стапу, што се вели, така им флегле германците таму, чекајте ве, кој ќе го убивате вие, и цело село го срамиле. Да, запалува. И таму и уратило. Така да, единствено, кои се тука били жртви на Втората светска војна, тоа е било селото, Русиново и Ратево. Другите нема ни една жртва. Не се пипнат. Да. Даме Гуриев, да, што задругата се викаше Даме Гуриев и школата, да. Како се нашол во Русиново? Он дошол тука за гардеробата беше, така, за облеката. Селаните за цело село работело униформата за востанието кое се припремало за комитите, за Јане Сандарски бил така, а тука му е правен униформата. Сега ќе ти кажа, ова тука, видиш, тука. Сега ќе ви кажам, темелите тука. Ова е Меанџиското мало, нашето мало, на моите дедовци, парадедовци. Може ли да ни раскажете приказната за презимињата, многу интересно? Да, презимињата, видите, презимињата по наудите и мислам оставените писма, пишани од Никола Петорицки, од другите онака историчари и некои други интелектуалци од Малешевијата, името, презимето Меанџивци иде од тоа, се смета дека се од сасите, тоа се као германско потекло, дошли од Кратово, кога дошла турците таму, тоа е некаде 16 век, турци 650, 7 така година, и тога кога бегал, они се населиле. И така да некој отворил, во Владимиро отвориле она хан и се викаат Ханџиски, а во Русино Меана Меанџиски и во Беро Кафеџиски. Од тука идат презимјата и има некој. Така да тука и се смети, са баш јас сакам со Академијата за науки да ги испитаме по ДНК од каде водат селаните овдека. И тоа сакам ја да го финансирам тој проект, го спонзорирам и ќе видиме што ќе испадне. И исто сакам и за ДНК да видиме за Даме Гуриев. Мислам за Никола Петров Русиски. Сега одиме кај вашата родна куќа, така? Еве, тоа се Меанџиско бил. Тука за сите, ова тука се са Меанџивци, тоа за се мои Меанџивци, ова не Меанџивци, отиде да купи, ова Меанџивци, ова тука са Чичовци, сите тие.
Иначе јас ќе ви кажам дека мојата куќа, мислам јас сам роден во планина. Тамо сам, а еве куќата тука дека учев и рад. Овдека беше нова место. Сега беше таа е струшено, бидејќи таа е правена 4 изгорена. Тука е ова. Така да тука, да, од тука до овде се меанџивци, овие тука си се. Ние во осмолетката беме први братучери, меанџивци, род околу 70 деца. И учителот доаѓаше овдека, тоа се е ба кучарчиња, и учителот доаѓаше, директорот доаѓаше овдека да пита дали ќе идеме на школа за да ги навалат чумбињата, дишисат. Иначе, а дет ми ќе рече не. И една случка ќе ви каже здраво. Една случка. Понавијале, слушај, и сад да ви кажеш за тоа. И сега понавијал мој братучиди, не дошле на школа, не одели и ги понавијал. И после нече да дојде. Дедо ми вика, чека, како бе, јас да тука си понавијал моите деца, јас да ги праќам таму, да 2 пати да учам школа, не оди. И морал после директорот на школа да доди со книга горе на планини, да беше не бе, вика, еве книгите, кај се награден, за да учат школа, иначе не можел да отвори школа. Тоа. Така ли бе, комшика, шо правиш, како си? Бре, газно бре. Кажи, чија куќа, кој е роден тука, кажем. На сите кажувам. Така. Викам ние таа дека кашо седим ние на Зегин. Така. На Благој Миханџи. Така, кажи, тука роден. Тука роден. И тука себе среќа држи, така ли е? Се. И многу видите, знаете во тоа време, ја платија куќата со пракци. Со свиње. Со свиње, така. Баш да поздравиш сите. Поздрави. Ајде, фала. На кафе. Не, чодиме, имаме работа, ајде, пријатно. Пријатно. Тука русинци знаеш што прават? Носат дрва и дека вика на Зеги ги носим. Сега, гледай се. Тука е биле тука куќата, таму мојот дед имал куќата, бил во таа сите и доди даме Груев, они требал кај нив да спие. И дедо ми рекол, вика, слушај, јас вика утре треба да паќам данок, ќе дојдат кај мене пашанина, ајде вика да то однесеме од другата страна на селото, на даме Груев. Ама историјата таму зборува еден Белчевски кој бил вели дека вика не, вика зашо да одиш од другата страна, ај туку у Лаџозовци. И сега он оди во Лаџозовци, во Лаџозовци кога додат турците, Турција Данокшијата, му кажале дека во Лаџозовската куќа даме Груев и неговата чета, разбираше. И сега одма го викнале аскерот од Владимирот, дошли, припукале и овде кај нова место. Таа куќа, таа малата куќа уште наследена од нив. Разбираш? Жозата? Не, другата, поде малата, ниска. Добро. Тоа е било тоа, ама на другата има голема куќа била. Старите големи. И таму биле даме Груев и ги нападнали и од тука оделе нагоре, до Петлец. Тука тројца загинува, 5 души биле. Они били со коња, разбираш? Они ги виделе коњите и одма препознале. Имале една лоша работа што немало не ставали стража. Значи, сметале дека дошле во сигурна зона. Во зона и така. Иначе дошле за револуцијата да собираат средства, алишта, пари, јадење, се. Даме Груев, видите, може да замислите, таа е направена 52 година. Еве, гледате колкова школа. Може да замислите, тука имаше 700 ученика. Најголема школа во Малешевијат. Како не? Учеше тука од Ратево, од двориште учеше ученици доаѓаше. Ова се моје племе. Овде исто таа исто. Тука ја не мога да се оженам тука. Нема се први втори му седе. Ова исто тука. Морах од Белчево да земам жена, па сега викам. Ова многу убаво, види го колку. Таа исто така. Па јас на мали години, јас пазих од 4-та година јас сум бил овчар, со овци, со дедот ми сум одел. Разбираш? А после пред да ода година, јас знам пред да ода последка пазев 2 кози. Овде кога сум пас, овде ка тука.
Јас си земам она джипо и со другарето, си одам дека сам бил овчар, разбираше ме. Од тука се спаднале доле, да го тепат она германец, по коjem тргнали. Па после кој им се вратиле? Да. Во срцето на Малешевијата или средишниот дел на територијата на општина Берово, на надморска височина од 900 метри, е ридското и непокорно Русиново. Еквивалентно на еден од најголемите атари во земјава, тоа ја има и најголемата душа, облагородена со хуманистички идеал. Од секогаш било село за пример. Русиново има бурна историја. Полно е со револуционерни перипетии, а неговото тло е во повеќе наврати наквасено со јуначка крв. Ова село е гордо на ликот и делото на Даме Груев, чија порака и ден денес се одзива како ехо. Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Со децении, во пресрет на 23 декември, со почесен марш Малешевци, го чествуваат денот кога во 1906 година, кај врвот Петлец, загинал апостолот на револуционерната борба, чии посмртни останки одовде биле пренесени во родното Смилево. Даме и неговите соборци со живот му се одолжија на овој крај, заслужувајќи ја секоја педа слобода. Затоа, вдишувајте ја, сакајте ја и чувајте ја, затоа што нема ништо поскапоцено од слободата. Ќе одиме да го видиме на Даме почивалиштето. Да. А имало и еден, ќе ви кажа, в Русино, одат еден русиници на Владимир, ќе одат у Струмица на пазар. И се сретнува, вика таму, вика, од кој си бе, од Русино, разбираше ме, тоа го пита русиница од Владимир, од кој си бе, вика, па вика, јас сам вика од Курандовци. Викам, јас сам вика од Мадевци, вика од Русино, вика, па ние сме били близна рода, вика. А не се знаеме, разбираш ли? Тоа се првите гробишта, најстарите гробишта, еве го видите овој гроб, тој веќе дури без име, гледај каков му е гробот од Русино. Тоа се смета тука дека е 1720 година. Тоа се гробовите на татко ми и мајка ми. Тоа можете. Тоа се неговите браќа, 1, 2, 3, 4, 5 браќа биле и сите се тука закопани. Тоа. Татко ми умре 99 година, нистиот ден на кој го погребавме татко ми, после 2 години мајка ми умре, нистиот ден. Така да, они живеа фатички 2 години, по 85 години живеаше. И тука, баш сам го направил, се гордеевме што ви имавме и што ги наследивме добрината, работливоста и хуманоста. Тоа е Татко беше најсиромах човек во селото и он одеше да работи на некој кој ќе прави куќа, ќе му рече синко, ќе ми даш само вода. Јас ти носа лепи патличанка и му работи ангарија без пари. Нема на куќа на кој не работел овдека. Онака као ангарија. И така да хумноста ми од него наследена. Иначе, тоа ми е баба ми, на баба ми Ордана, видите, она умрела 42 година. И она породила 9 деца и 2 присвоили 11. Може да замислите дека хумноста уште тогаш потекнува. А еве го тука видите гробот. Значи самите кога они загинува, они од кога ги откриле во тука во Колиба, во Џозовката куќа, до Петлец изгинува тројца, изгинува во селото, ги убиваат, а Даме со Атанас Карчев и двајцата бегаат до горе, до врвот на Петлици, по снегот го носил и таму во една вака долинка ги спукуваат последните куршум и таму некако 7 луѓе убивале, така е преносот и они се самоубиле, не се предале и селаните не ги кажале дека знаеле кои се,
тој комитетот што е бил на македонската на ВМРО организацијата, не ги кажале кои се и ги закопале. Сите во еден гроб. И после 2 дена турците дознаваат или после 3 дена додат и го вадат и овде го поставува и го сликаат. Разбираше да кажат дека Даме Груев убиен. Еве го стариот, вика, за спомен од црквата од село Русино. Значи тогаш никој не ги фервал. Црквата го направи, гледа са, доваѓаат и го прават. Ове направено 906 година. Од 906 е споменикот. После, 907, така ли? Тој е првиот. Не, тук е загиналица, тога е загинува 906 година, а иначе по-ново време е прави. Ја мислам. Значи некаде дедо Аврам они го прават тука, после најверојатно тука околу 670 година тука. Не, 6, не. Спомник обновен тогај. Знаеш зашо? Може да е возобновен. Јас ќе ви кажам, 53 година, јас се цитирах на споменико Ама таму. таму, да. Иначе после тука. Не, ама тоа си постоеше тука. Имаше си. Аха. А таму беа коските само на Даме Груев. А тука си постоеше, сега може да е сега не се сеќавам ја, побеше може мизерно, а таму беа коските и од таму ги изедува коските и ги однесува во Смелево. Да. Разбирате? Само тука, не знам, само еден дел од коските се оставени, разбираш ме? Буку за да се знае така, или мислам целите коски се однесени. Иначе тие од Владимиро се ги земале коските. Кој беше Сандо Китанов беше од Китановци од Владимиро. Треба да видам во книгата се. Ти пропишачи ме? Ајде тука да видите. Ево тука ќе ја видите, мораше видите. Ако не беше Благое, тоа дел гледате, тоа беше склон да падне. Со негова помош, фала му на Бога, што има голема милост да се смилува барем и тука во наша црква, за нашиот цел, за нашиот народ, дека што го излегува. Благодарение на него се реставрира тука цел кров. Не е само кров, и внатре има се и други работи. Иначе беше склон да падне. Затоа Господ здраве нека му дава и успех и напредок и до сега. Дедо ми се вика Јован, знаеш. Да. И сега јас требало, пошто прво машко дете, на 9 деца он што имал, прво машко дете и требало да се викам Јован. Ама кога она се раѓа тачно на 7 април и на Благоевец се вика не, тоа си од Господ му дадено името, а на таа дата и Богородица забременува, да знаете, и затоа се вика Благовесте. Штува, значи благата вест, дека еве ќе го роди Спасителот и Господ Исус Христос. Значи на самиот ден на Благовец, затоа се вики благовештени бидејќи ангелот и соопштува благата вест. Ангелот. А Јосиф вика, чекај бе, ја не сум спил со неа, вика, како вика, тоа вика, сега вика, не, тој е духот, вика, од Бог, кој го испратил, да ти да го родиш идниот Исус Господ. Еве го крстот на првиот русинец, поминаваме покрај него. Русе, да. Тој е првиот гроб од него кој му се го направи, кој се доселил. Дедо Русе. Да, дедо Русе. Овде е тука погребан Никола Петров Русински, ама штете еден таков, пази, основоположник на македонската, как кажем, кауза на револуционерните права, статути на сите тие дружења и најшкуван во македонското револуционерно движење е он и за да не му го знаеме гробот. Факт е дека Разловечкото е предвестник за Илинденското. Да. Видите, тоа секој пат црквите ги правиле во земјата. Турците се давале да бидат во земјата закопани како во Беро дека бевме. Светир Арангел подпешо се били и Штип, и Кочани, и Делчево. И таму имало најголема војна база, што викаме, војна касарна. Таму имало 12.000 турски аскер. Видите. Само полеги ќе го. Еве ги гледате. Значи од тука Кога се додили од таму турците. Да. Бидејќи селото е населено првиот дел. И сега кога ќе се Ги гледа разговор. додили турците да додат на тука за ги гледат да од тука. собира Арчо и дано кој да го собира од народот, они се тука осматрали и ако дојдат кој ќе дојде турците, со ознака на
камбана, на било што они си правили. И од тука, бидејќи тоа е планинско место, тоа нагоре по како вика реката. Реката, да. Ки викаше водениците. Од тука на нагоре се бегали, значи за да не ги затечат да им зима данок турците. Турците знаат. Паржовските водници, паржовските водници. Правили си нивните интриги што са си искали така натаму. Додека од тука се осматрали, и многу и пушкарници се гледа од самото место, со кои се штетили на некој начин и се бранили. Горе за живите, а доле за мртвите. Земете си, подайте, земете. Не, нема проблем. Абе, земете. Еве, жена ми балерината. Не, земе си. Еве. Ќе ја погодам за на работа барем. Ќе е главна там. Освен што е сакрална русиновска матица, црквата Света Петка е главниот бедем на заштита во деновите кога Русиново лелекало по своите синови. Незиниот атар е полн со јуначки коски и души кои оставиле белег за навек на овие простори. Црквата била изградена во првата половина на 19. век. Богата е со икони и записи кои се однесуваат на различни временски периоди. Остатоци од стариот фрескопис над зидовите се зачувани само во средишниот дел, а најголем дел од иконите се изработени од познатиот беровски зограф Гаврил Атанасов. Голем придонес кон убавината на денешната црква во надворешниот изглед и внатрешноста има и нашиот добротворец, чија мисија во 2000-та година беше реставрација и конзервација на повеќе од 60 икони, а подоцна е реставриран и дрвениот дел од иконостасот. Но она што ја вбројува во најубавите е панорамата на Малешевскиот хоризонт, по кој можете да ги пуштите мислите да пловат по брановите од ридови и честаци во кои се кроела судбината на овој убав крај. За вечна слава и спас на душите на македонските револуционери Даме Гуриев, Никола Петров-Рузински, Сандо Китанов, Атанас Карчев, Мирчо Чопов, тој е брат на Чопова, таа внуката на Гоце Делчев, Ѓорѓи Поп Стојанов и неговите соселани Даро Баба Михайловски 99 година. Тука сум крстен и роден на 7.4.45 година. Јас на Цврканци велам дека ме крстиле пошто само ја бил машко, другите женски, разбираш, и последен, така било обично, последен банан и се скрнато од другите, се на мен остана. И затоа сум поцрна, другите се са бели. И викаме ние русици карабашести и сме карабашести. И се горде, јас тоа, некој патот од тој купил се, не, јас и така и ми вика, у селото јас кажа, кај се ве карабашести? Така да. Тоа е. Што вика, сите родили карабашести. Да. Јас шом го вида дека викам карабашести, ти си мора си рода Сменџевци. Виде,
ова зграда, ова се тука, гледа, се комплет, овдека се тоа, ќе го правам старачки дом оваа зграда. На 2 спрата, тоа е на хала, и ќе биде по сите нови стандарди, пошто е дугачка и широка, од страна ќе се влегува сега за во случај на корона или такви може типи. Да, од надвор директно да се влегува он сам во собата, да не влегува во ходникот. Како бунгалови, Не. Сега, например, тачно бунгало има... Мотел систем. Така. Значи, он ќе се влезе од таа страна, проектот ќе ви кажа, иначе гледа многу, тука е предвидено тенис, игралище, фудбал, базен, работна терапија. Тука финансираме со малтешки витези некаде околу 4,5 милиона евра. И сега ќе ви кажем и банката земавме. Од каде таа енергија за толку многу активности? Кондиција. Кондиција, Еве, ти си спортиста, ти слушај, ако тренираш нешто, така е. Но сепак тоа се многу активности. па тоа му одржува. Работа, овдека градиме ова правиме. Импресивно. Тука беме со Снешка Георгиевска, комши. Сега ми дадоа локација, она уште 2 спрата да дигна, и тука ќе бидеме околу 70, околу 130 апартмани за пензионери, заедно со... А и овде старечки? Да, и овдека. Да, ќе бидат, али тоа ќе бидат со странски тако, разбираш ме, а не како Бог и шувика, разбираш ме. Тоа. Убава е Берово. Не, уште побоќе биде, ќе видиш, само ако го направат граничниот премет, тоа ќе биде најбото место во Македонија. Убаво среден кеј. Да, не. Убава река се тече. Тука немаме она план, ќе го забраниме на 2 нива и ќе има да се пловат со догоре. За дечи. Амстердам. Да. Ќе видиш, ќе ви го покажам планот кој е. Така да тука разбише. Тоа е. После ќе снимаме емисија со чамци. Ќе видиме, да. Значи беровчани знаат како да уживаат, затоа и скопјани повеќе доаѓаат на гости. Слушај, нема, видиш, културно, чисто место, тука нема човек во Охрид друго те гледа. Не да бидам себичен, али друго е тука. Добар ден! Како сте? Добро. Многу ни фалеше таа аптека. Таа аптека ни многу фалеше со тука се им, од пиле млеко им. И народот е задоволен и презадоволен. И затоа мога да му честитам на газдата за што отвори таа аптека во Берово. Да мрдне малку и тоа е наше крај. Ваква голема ни во Скопје нема. Па требало би туа Берово. И зашо само тука кажи? Да. И многу сум захвален на газдата што отвори таа аптека и што народот е задоволен. Избор, ефтино, услуга, амбиент, се. Најефтина роба и најубав избор. Живи и здрави да сте сам. Да. Фала многу. Убав Фала ден, многу. пријатно. Промовираме ли здрава исхрана? Промовираме, да. Од здравието негово пред успета. Така си е. Значи нема паштета јадење, само здрава храна. Не, Така така. беше. Во срцевината на древното Берово, втемелена како корен на малешевската вера, според легендата пониска од патот,
а возвишена до небесните височини. Веќе 200 години обстојува шепотот на монахињите под стрејата на Божиот храм Свети Архангел Михаил. Самата изградба на црквата е сведоштво за непоколебливата верба на Беровецот. Легендата вели дека старата црква е изградена под исклучително тешки услови, побарани од тогашниот Валија. Црквата да биде изградена за само 40 дена, и тоа под земја, така што кога ќе се поминува од главниот пат да не се забележува. На 40-тиот ден осамнало чудото од црква на која и прираснал и женскиот манастир 20 години подоцна, во 1840 година. Со исклучок на тремот и кровниот венец, архитектурата на манастирот е од исклучително профан карактер, кој е стилизиран во збиените камени редови. Каменот е користен само за надворешната обвивка на црквата, додека дрвото е користено во целосната внатрешна декорација. Во склад со природата, едноставна и компактна. Тоа е тајната на посебниот впечаток што го остава ова тихувалиште кое говори преку камбаната. Самиот манастир станува инспирација со својата убавина за околината во која е изграден и истоимениот хотел. Со него продолжува беровската идила, врз која пиркаат аромите, ослободени од алхемијата на состојките кои се путат врз жарот и огништето. Инаку ние сме во преубавиот хотелски комплекс Манастир. Сега ќе одиме да ја најдеме одговорната која што ќе не прошета низ комплексот. Многу е убав, искрено. Ви препорачувам на сите кои што ќе ја погледнете емисијата да си дојдете да си го посетите Берово и да си ја посетите Малешевијата. Со нетрпение очекувам да видам што следува понатаму. Треба да ја побараме Дина Мутинска. Секој експонат си има историја. Едно капче вака комплетно мое лично.
Дина, многу е убаво, морам да ти кажам. Мило ми е што ви се допаѓа. Колку е убав хотелот однадвор, уште поубав е однатре, ама трпезата ме изненади искрено, морам да ти признам. Собите се преубави. Значи целиот комплекс е преубав. Ама трпезава, извини, ама ми бега погледот на храната цело време. Те разбирам, ние сме на тоа постојано сме соочени со такви реакции, така да имаш разбирање од од моја гледна точка. За храната ние навистина посебен адут овде, многу од гостите не посетуваат специјално поради храната, поради нашите специјалитети, така да разбирливо. Колку е тешко за време на короната да се справите со сите предизвици? Тоа е главното прашање на овој период. Сите тоа, како преживуваш, како се справуваш со короната, како се снаоѓаш, како вие се снаоѓате? Целиот овој период е голем предизвик. Нормално посетеноста е многу понамалена и покрај тоа што нашите луѓе немаат избор да излегуваат надвор од државата, стравот го прави своето, но пак од друга страна имаме јавноста на некој начин се стекна во доверба во нас, бидејќи се гледа и од таа оддалеченост од 2 метра, се гледа дека сите мерки се запазени и можам да кажам во однос на пак на некои други објекти дека сме посетени, но од она што било, нели, далеко е. Добро, јас знам дека викенди сте полни. Да, викендите сме полни, со тоа што повторно ги кажам, сме полни заради тоа што луѓето се чувствуваат безбедни и сигурни, заради тоа што го гледаат дека она што е протежирано од нели здравствените власти, дека тоа кај нас се почитува. Искрено ти кажам, на волку добра храна и волку добро што изгледа, па би запалил кола од Скопје да си дојдам, да си каснам, да си поуживам. Но добрата и традиционална храна и традиционалните вредности кои вие овдека ги нудите и традиционалните убавини не се единственото. Ти како жена менаџер протежираш и други работи, здравиот начин на исхрана и здравиот начин на живот, така што имате доста активности покрај тоа. И како најуспешна жена менаџер за 2017 година, какви се други активности може да понудите, а да не е храната? Точно, значи покрај храната, која што повторно ќе кажаме еден од нашите адути, која што е нели традиционална и здрава и покрај тоа што многу е ретко во светот, нели воопшто генерално кога ќе кажеш здрава храна сите мислат на варени броколи, кои што се без вкус. Дека и нас здравата храна е со навистина прекрасен вкус, интензивен вкус. Така да покрај сакам да напоменам дека целото мену, целата храна која што ја нудиме овде е подготвена од локални намирници. Тоа се здрави, еколошки произведени, така да затоа и го има тој вкус, интензивен, јак вкус. А покрај храната, останатото кое што го нудиме е, да речеме, планински велосипедизам, имаме дури и велосипеди за изнајмување и тоа 25 високо премиум квалитет велосипеди. Значи јас ако сакам, можам да си дојдам овде, да се нагоснам и утре ден ако ми се допаѓа, ако ми се допаѓа, ако сум полн со енергија, да си дојдам на рецепција да си побараме велосипед и може да уживаме, така? Така, значи не само што можеш туку да си побараш велосипед да изнемиш, туку можеш и да си побереш и водич. Нудиме и водичи. Ако не се чувствуваш доволно комфортно сам или со семејството или како и да има луѓе кои што доаѓаат многу често семејно со мали деца и не се чувствуваат доволно комфортно сами да истражуваат планината, нудиме и водичи. И за планинарење, односно по лесни прошетки низ планината и за планински велосипедизам. Па организирам исто така и пикник во природа и посета на Бачило, кое што е на 1400 метри надморска висина. Исто ги комбинирам и едното и другото со возење со велосипеди или со планинарење. Така да различни програми нудиме. Нудиме и посета на на традиционалните занајчиски работилници, конкретно дел од специјалитетите кои што ги нуди хотел Манастир се подготвуваат исто така вокалајџиски тави, кој што ги прави еден од нашите занајчи, чишто работилница ја посетувам исто така со гости. Можеме да ги прокоментираме некои од специјалитетите. Сакам да ги прокоментирам и сакам да ги испробаме сите. Така, да.
Како што кажав, сите специјалитети кои што се во моментот на масата и генерално сите наши специјалитети кои што се на нашето мени се подготвени од локални намирници, локално произведени, дел од нив еколошки, дел дури и органски произведени. Почнува и се е подготвено во нашата кујна, дури и лебот кој што го имаме, кој што е од ржано и од белон или брашно, па дури и он, кој што има специфичен мирис и вкус, но за тоа не знам преку екраните тешко, туку ќе мора да дојдат нашите гледачи да го пробаат. Ти намерно сам ми правиш неколку работи и намерни се овие провокации. Овдека ми стави една специфична храна, не знам што е, но убаво мириса, ме деконцентрира и мора да ми кажеш што е ова. Така. Па понатаму за све останато. Тоа е гурманско лепче. Понекогаш некој кога ќе го именува налик на пица, искрено морам да кажам дека тоа нас ме вреѓа. Заради тоа што вкусот на ова гурманско лепче, подоцна ќе го пробаш, ќе видиш дека мислам екстаза од вкусови. Во него има од вргање до специфичен, до различни типови на месо, до сирење кое што е со многу специфичен вкус, исто така локално произведено. Така да навистина гурманското лепче за мене е екстаза од вкусови и посебно доживување за душата. Така да. Значи утре на рецепција да си резервираме еден велосипед, може? Може. Ќе мора да си истрошила некаде или пешки може. да си поедам до Скопје. Од Сабајле велосипед, а поплатне на планинарење. На планинарење? Добро. Водич? Може. Со тебе? Може. Ја сум мултитаскинг, може. Берово е познато по компири, тоа знаеме. Берово е Да. познато по сирење. Така. Јас го обожавам беровското сирење, но го преферирам сирењето на Ѓурѓиеви, мора да го пробаш, многу е убаво. Секако. Месата кои се сега и овие тави да видиме. Покрај тоа што се од калајџи, од мајстори на овој занает, едното го гледам дека е качамак, бакарна, како се вика на беровски. Така, качамак. Ние си го викаме качамак. Специфичноста на овој качамак, јас многу пати сум го кажала, тоа на навистина ќе го повторам уште еднаш, е тоа што пченката е мелена на воденица на вода на камења. Така да, овој е навистина со специфичен вкус, се прави со кравјо масло и ова се мали парчиња на ребреница, мали, кои што допринесуваат кон целосното доживување кога се вкусува овој специјалитет. До него се клиси со прас, тоа е исто типичен беровски специјалитет, што се клиси, парчиња свинско месо, ама бидејќи е локално е многу поразлично од она. Мене многу често кога одиме со пријатели во Скопје по кафани, по ресторани, јас сум многу скромна во нарачувањето и оние кои што биле овде, кои што јаделе кај нас, знаат зашто е тоа така. Бидејќи еднаш кога јадеш овде, многу потоа После проблем. После проблем, да. Вкусот ти се ориентира спрема овие вкусови, мислам вкусот на месото овде е посебен, така да тешко се прифаќа потоа друга храна. Специјалитетот до него во другата тава е малешевска тава. Таа исто така се прави со неколку типови на печурки, шумски од оваа планина, помеѓу кои што и повторно вргање и неколку типови на месо со жежено сирење, имаме топено сирење, имаме сирење под капак. Така малку и ти да се деконцентрираш, не само јас. Да. Топеното сирење со авион карактеристично. Потоа на оваа даска се, можам да кажам, сите нешта кои што се навистина по кои што е многу препознатливо Берово, покрај компирот кој што навистина беровскиот има специфична боја, вргањето е присутен, крвавица, пауфлак, жежено сирење, бело сирење вбиено, така да имаме така исто така и полната пиперка со урда, буламач имаме млечен специјалитет. Ова се се типични јадења за Берово. Гастрономски шок. Од каде да почнеме? Прво мислам дека ќе почнеме од на здравје, може? Може. Ајде. Ти благодарам за експлицитното објаснување, а сега експлицитно и ќе се пуштиме во пробување на храната. Очекувам дека и десертче сигурно ќе имаме, така? Да, сега ќе го послужат и десертот. Да, еве го, спремена. И сега што правиме овдека? Што има овде? Така, и десертот ние, како и останатиот храна која што ја
до сега која што ја презентиравме, ние исто така од локални намирници имаме сладка од шумски јагоди, од малини, од капини, имаме сладка од сливи, по кој што исто така берово и препознатливо по Морам да ти кажам, модерната извини, ке слива. те прекинам, медот ви е прва лига. Да, медот, кој повторно, како и за целото станата кујна, кој еднаш пробал беровски мед, тешко да се врати на некој друг мед. Особено тој темниот боровиот мед е посебен деликатес. Остатокот од десертите се бабината торта, по која што сме навистина многу препознатливи, пити со јагоди, со вишни, со јаболки, по кој што така берово исто така изобилува се доста со јаболки. Баклава, повторно традиционална понуда на сладки специјалитети. Еве, ние би сакале да те почестиме едно мало внимание од нас и нашиот спонзор Елит кафе. Така. Се надевам дека пиеш кафе, со оглед дека вежбаш, обавезно сите вежбачи конзумираат кафе пред да одат на тренинг. Така. Да ти се заблагодарам уште еднаш. А на вас, драги гледачи, можам да ви препорачам кој сака добра храна, нека си дојде во манастир, кој сака да спортува, исто така нека си дојде во манастир, кој сака езеро, може да си дојде во Берово, кој сака чист воздух и да ги чисти плуќата, градите, исто така може да си дојде во Берово. Јас уживав во овој викенд, верувам дека ќе уживате и вие кога ќе дојдете тука. До секој добро, бидете здрави, чувајте се, гледате Мастрав Муабет и очекувате не со нови изненадувања и нови убави места на нашата убава и преубава Македонија.